Тој господин Димитриевски завршува за неколку дена една година, која по многу нешта е посебна, не само по пандемијата, многу работи се случија. Како, според вас ја оценувате оваа година, што најмногу остави впечаток на вас? Најпрвен добар ден и поздрави до вас и вашите гледачи и читатели. Да, 2020 година ќе биде запомнета секако не само кај нас, туку во целиот свет по ковид кризата, со која што се уште се соочуваме. И покрај тоа што во општина Куманово се боревме и со комуналните проблеми, но и со ковид кризата, одиме и ја реализираме годишната програма согласно која што работиме на сите нивоа и се надевам дека во 2021 ќе се избориме со ковид кризата и ќе продолжиме со позитивен дух, бидејќи тоа е нешто во овој момент што најмногу ни недостасува и ќе се минимизира социјалната дистанца за да може да оствариме поголема комуникација и повторно да се социјализираме во овој временски период дојде до една асоцијализација во друштвото и помеѓу граѓаните и тоа е можеби еден психолошки главен проблем, инаку комуналните проблеми ќе продолжиме со ист и уште позасилен интензитет да ги решаваме на граѓаните и секако да бидеме во нивна функција. Има ли моменти кога година ве рековте не можам веќе повеќе или во одредени моменти да си речете ова можевме да го направиме подобро? Па не, и гледам и јас и мојот тим, ние го прифаќаме секој предизвик. Жалиме за состојбата, изгубивме многу човечки животи, многу позитивни случаи. Ако се сеќавате, баравме целосен карантин, изолација на градот, не успеавме да се справиме во самите почетоци со епидемијата, немаше дури ни разбирање на одредени инстанци и сега сме тука, се соочуваме со ковид кризата, тоа е реалност. Повикуваме и апелираме на почитување на мерките на самозаштита, бидејќи не може никој да ве заштити подобро отколку сами од себе си, но продолжуваме и со дополнителни активности кои што за нас секоја реализација на одреден проект ја доживуваме како нов предизвик и сакаме да решиме и да реализираме што поголем број на проекти, бидејќи нашите сограѓани реално се соочуваат со децениски, па дури и вековни проблеми во делот на градење на комуналната инфраструктура и јасно ми е дека не може се да се реши, но сепак секој проект го прифаќаме како нов предизвик и многу професионално му пристапуваме. Веќе споменавте нели дека Куманово уште на самиот почеток стана многу брзо жариште на коронавирусот. Први почувствувавме што значи полициски час, што значат рестрикции, што значи некако на животот да запре на момент. Колку беше тешко за вас да се изменаџира целата ситуација како градоначалник, иако нели сите одлуки ги носеше централната власт? Па, видите, во оваа ситуација се наоѓате на некој начин како помеѓу чекани на ковална. Чеканот е централната власт, на ковалната се граѓаните. И една од моите првични изјави во јавноста по однос на ковид кризата, кога со првиот позитивен случај во градот ни се појави, за жал, заврши кобно, ние побаравме целосна изолација и јас тогаш реков да добиев можност да одлучувам на државно ниво, ќе направев еден месечен апсолутен шатдаун на целата држава, целосна изолација и потоа да се браниме од странство. Тоа беше успешен проект за одредени држави, како што беше на почеток, на пример Словенија. На подосна доаѓа до опуштање на мерките, олабувување на граѓаните, несваќање на сериозноста на болеста, која што е реалност, а тоа го потврдуваат најдобро оние кои што поминаа како симптоматски случаи и многу тешко се изборија за својот живот против епидемијата, но како и да е, таа е тука, ние мора да се носиме со неја и да функционираме, мора непречено да се функционира и да се работи. Сметате ли дека во тој период кога баравте да се воведете карантин, дека ако ве послуша надлежните, односно централната власт, денес ќе имавме малку поразлична слика во Куманово? Јас сум убеден во тоа, но на крајот кога ќе заврши епидемијата, ќе го покажат анализите што всушност представува најдобар систем или најдобар принцип на борба против епидемијата, ќе ги видиме искуствата во светот и ќе се прават анализи. Еве и покрај фактот на пандемијата, успеавте Куманово да го направите град, односно општина без долгови, да блокирате сметката. Сега некако ковид кризата повторно задава удари, во каква состојба е буџетот? Па јас сум горд на тој потек, заедно со тимот, особено во делот на финансиите, јавните набавки, оделението за даноци и такси, дополнително ги изголемивме и собствените приходи, а потоа
и ги намаливме трошоците и после 3 годишно работење, неполно 3 годишно работење, некаде 2,5 години од мандатот, успеавме да одблокираме општината после 8 годишна финансиска блокада и да ги вратиме сите долгови на општината, но имаме нови предизвици во јавните предпријатија, каде што континуирано ја санираме состојбата, но се работи за стари долгови кои што датираат од 2000 година па нааму по основа на неплатен данок на додадена вредност, на добавувачи и така натаму, и тука ќе се насочиме, но пак повторувам, сега е стабилен буџетот, имаме дополнителни средства кои што планираме следната тековна година да ги реализираме во одредени активности и изградба на посериозна инфраструктура. Може ли буџетот да издржи рестрикции, пошто претпоставувам дека се нанесе штета од сите овие рестрикции на буџетската каса? Па најповеќе се нанесе штета на економијата и тоа директно се прелева нели во секое домаќинство, бидејќи платежната моќ на граѓаните, кое што беше и така слаба, е сведена на минимум и секако дека ќе резултира со намалување на приходите и во самата општина, но ние успеавме постапката за јавните набавки да ја сведеме до тоа ниво, да се појави голема и висока конкурентност на компаниите кои што добиваат работа од општината на тендерски постапки, каде што имаме заштеди по 30, па дури и 40%. Веќе како општина сме стабилни финансиски, плаќаме редовно, се јавуваат што поголем број на фирми на постапките, се надпреваруваат и еве на пример ќе земам последната набавка за нови зелени садници која што беше проектирана некаде на 3 милиони денари од наша страна. Во самата постапка учествуваа повеќе од 8 фирми, каде што постапката на крај беше избран најповолен понудувач со понуда од 800.000 денари. И оние 2 милиони и 200.000 денари кои што ви остануваат, тие ги користите да се раздолжувате или да направите репрограм за истите средства и да обезбедите дополнителен број на проекти. И така планираме да продолжиме транспарентно, отчетно и одговорно кон граѓаните првенствено, за да се врати довербата не само кон институцијата, туку и кон општините, но првенствено и кон политичката елита која што владее во државата, бидејќи јас не прифаќам знак на еднаквост помеѓу сите во политиката. Сите ние сме различни, имаме свој начин на делување, видување, како што не се исти политичките субјекти, така и ние политичарите. Споменавте политичарите, одлучивте ова година Куманово да не добие некое украсување по повод нова година на сообраќајници на площадот, да ги пренамените средствата за таблети за учениците, меѓутоа не дојдовте на критика од некои ваши колеги. Па добро, јас во еден момент реков дека промискуитетни изјави нема да коментирам и нема да се спуштам на тоа ниво. Впрочем, ние ја добиваме довербата од нашите граѓани, каде што се кандидираме и мора да го слушнеме и гласот на граѓаните. Многу е побитно да се решат одредени технички прашања и оние деца од социјално загрозените категории да ги решиме со техничка опрема за да можат да следат настава, бидејќи има општини кои што го обезбедија тоа, бидејќи имаат енормни буџети. Општина Куманово не може да се спореди финансиски со градот Скопје или со некои други општини, каде што можеби имале простор и тоа го направиле со буџетот. Ние решиме оваа година тие средства кои што ќе се заштедат 2 милиони денари и веќе спроведуваме постапка. Во теке мислам дека вчера беа отворени понудите, дополнително ќе оди електронската аукција каде што ќе падаат цените и најповолниот понудувач сметаме дека со тие средства можеме да купиме некаде околу 500 таблети кои што ќе ги дистрибуираме до училиштата да ги поделат на учениците од најсоцијално загрозените групи и со тоа ќе намалиме еден проблем. Скромно закитевме новогодишна елка на градскиот плоштад. Јас искрено жалам што Куманово не е во оној раскошен сјај или новогодишно украсен и така натаму, но ако правам кост-бенефит анализа, сметам дека овие средства се многу позитивно искористени и гледам дека на тоа наидувам на одобрување кај граѓаните, а ќе се обидеме следната година многу подостоинствено да одбележиме и новата година и сите оние активности на културен и спортски план во градот по завршување на епидемијата. Вие споменавте дел од проектите кои што беа спроведени во 2020-та, што од инфраструктурните проекти покрај тоа што имавме тешка година, реализиравте дел од проектите, како сте вие задоволни, што би издвоиле како еден од поголемите проекти?
Па ако ме прашувате дали сум задоволен со реализација, искрено ќе ви кажам дека не сум задоволен и секогаш сметам дека можеме да направиме многу повеќе. Но со оглед на условите и финансиската кондиција во која што работевме, значи сепак мора да искажам првин честитки и благодарност до луѓето во мојот тим и сите оние фактори кои што беа вклучени во имплементација на тие проекти. Ја гледав пред некој ден предизборната програма која што имам доставено до граѓаните како понуда заедно со мојата политичка партија и со советниците. Имаме проекти со период на имплементација 2, 4 и 8 години и токму од таа изборна програма имаме до сега реализирано некаде околу 70% на вкупниот број на понудените проекти. Имате изградба на голем број улици, тротоари, подземна инсталација, не би набројувал поединечно, но решавање на голем број децениски проблеми, а секако најголемата капитална инвестиција во тековната последна година, а јас ја сметам од моментот кога дојдов на позиција во октомври месец и 2017 година и секоја година во октомври месец го давам и годишниот отчет, е секако кружниот ток во градот, кој што е еден од најфинансиски сериозните инвестиции во градот. Пред некој време започна уредувањето, партерно уредување на спомен костурница, се уредува и Соколана, требаше и спортската сала да започне со реконструкција, до каде се сите овие проекти? Значи, земавме преголем број на спортски објекти под владение во многу лоша кондиција, каде што општината треба да издвои многу сериозни средства за да ги реконструира сите. Јас имам желба да ги реконструирам сите одеднаш, но за жал капацитетите и финансиските можности не се такви. Спомен костурница е проект кој што е во тек, планирано е изградба на 3 спортски игралишта, поставување на изградба на амфитеатар на веќе постоечкото спортско игралиште кое што ќе биде реконструирано и дополнително изградба на атлетски патеки, патеки за пешачење, трим патеки, монтирање на опрема за гимнастика и сето тоа планираме да го затвориме со санитарни јазли и видеонадзор за да не се оштетува опремата и да го следиме што тоа се случува. Дополнително во спортскиот комплекс Соколана, каде што имаме изработено веќе проект за реконструкција, дополнително го поделиме истиот во период на реализација во 3 фази. Првата фаза е изградба и реконструкција на отвореното игралиште на Соколана. Втората фаза е комплетна санација на објектот за цврстување на статиката, решавање на фасадата и кровот и третата фаза е комплетно уредување на објектот од внатре и целосно партерно уредување на дворното место. Тоа значи дека оваа година ние ќе работиме на првата и втората фаза. Првата фаза е обезбедена на наше барање до Агенцијата за млади и спорт, средства обезбедени преку владата, додека за втората и третата фаза тоа се средства кои што се обезбедени или ќе се обезбедат од буџетот на општина Куманово. Сакаме да ја заокружиме целосно и тој проект во следните 2 години да го имплементираме во целост, бидејќи емпатијата и емоциите на граѓаните кон тој објект на сите нас се длабоко врежени во секој од нас. По однос на спортската сала, порачавме проект за реконструкција кој што чинеше некаде околу 2 милиони денари, многу сериозен објект, многу сериозна инвестиција, дури многу пати е многу поскапо да реконструирате отколку да изградите ново, но ние сме исто така емотивно врзани сите со тој објект и би сакале да го реконструираме. Обезбедивме средства за реконструкција на кровот, дополнително ни недостасуваат средства за демонтажа на истиот и решавање на статиката на металната конструкција. Се обидовме, распишавме еден тендер, за жал за тие средства кои што ги имаме ставено не се јавија заинтересирани фирми, што значи дека ќе мора да го преработиме проектот, а знаете и дополнително дека имавме неколку дивоградби кои што моравме да чекаме да ги отстраниме за да би можеле да продолжиме со одредени активности, бидејќи вие не можете да реконструирате објект на спортска сала доколку под него имате градска кафејана, кафич и така натаму ќе се извршуваат градежни работи, објектот мора да се заштити, се користи само за тренажен процес во одредени моменти и го решаваме правниот субјективитет и дополнително мораме да ангажираме луѓе кои што ќе се грижат за тој имот во овој меѓупериод додека
се работи, што значи моите амбиции би биле да во 2021 година тргнеме со реконструкција на кровот и евентуално доколку успееме да го уредиме подот. Споменавте видеонадзор кога зборувавте за нели спомен Костурница, некако се остава впечаток дека што и да направивте оваа година, ќе се најдеше некој што тоа ќе го уништеше. Што ќе го исчкрташе или ќе направеше некоја штета. Како откриени ли се некои од тие вандали? Каква е сработката со Северо Куманово во таа сфера? Па јас искрено жалам за тоа недолично однесување од страна на некои поедини наши сограѓани кои што апсолутно се целосно неодговорни и верувам дека тоа во иднина ќе се намали таквите лоши влијанија, бидејќи сепак тоа е наш заеднички имот за кој што треба сите ние да се грижиме како што се грижиме за сопствениот имот дома во сопствената куќа, но тоа е ментален склоп кој што многу тешко се искоренува. Ако ги погледнеме игралиштата кои што ги изградиме последните 3 години, гледаме дека целосно се уништени. Дали оние на градскиот кеј или пак дополнително детското катче кај спортската сала, ако пишува упатствие не е за користење на лица под 14 години, вие гледате полнолетни лица кои што ги користат тие секојдневно тие значи таа урбана опрема и жалам што тоа се случува некогаш и пред родителите кои што не знаат ни да ги опоменат. Потребно е повисоко ниво и висок степен на самосвест ка секој од нас и затоа сме принудени да поставиваме во делот на паркирањето ступчиња за ограничување, што е скапа постапка, или пак да воведуваме мониторинг систем за да ги следиме. До сега сме немале таква пракса, имаше и проблеми од законски аспект, сега веќе најдовме формула и од следната година предвидовме средства за поставување на видеомониторинзи на таквите локации, кај што е скапа опремата, бидејќи работи за професионална опрема, а не за опрема која што се користи во домаќинство и за лична употреба, но сепак ние продолжуваме да работиме и тоа нема да не обезхрабри. Во делот на соработка со полицијата сметам дека треба да биде на многу повисоко ниво, бидејќи сите случаи кои што ги имаме пријавено до денеска, ниту во еден момент немаме повратен одговор од страна на МВР дека има откриен сторител. Ако се сеќавате комплетна демонтажа на клупите во градскиот парк или уништување на последниот пат на стазата на новите 2 спортски игралишта кои што ги изградиме во техничкото училиште, уништување секојдневно на канделабри, светла и така натаму. Редовно правиме записник, доставуваме до МВР, но за жал немаме повратен одговор. Еве во 2021 година буџетот се уште не е донесен. Чинам во понеделник на седница Собата треба да го изгласа. Што во тој буџет ќе биде приоритет за вас во следната година? Па овој буџет ќе биде развоен буџет, каде што за прв пат ќе имаме реализација на поголем број на улици, тампонирање, асфалтирање, реконструкција на постоечки улици, дополнително монтирање на урбана опрема и секако една од капиталните инвестиции ќе биде и изградба на новиот кружен ток за кој што веќе објавивме идејно решение, кој што е доста скапа инвестиција и поради таквата местоположба на теренот, но и дополнително отварање на нови улици, бидејќи планираме да ја бајпасираме улица Моша Пијаде, кај што ќе може директно да се исклучувате на булеварот Трета македонска ударна бригада, со изградба на подпорни ѕидови и целосно партерно уредување, и ќе се обидеме исто така да изнајдеме решение за дополнителна изградба на кружен ток на раскрсницата помеѓу улица Гоце Делчев, Бајрам Шабани и Трета македонска ударна бригада, каде што е тесно грло, ќе дојде до ширење на одредени улици, ќе се обидеме да ја реконструираме улицата 11 октомври, од самиот влез на градот до центарот на градот, со комплетно уредување партерно од левата и десната страна, бришење на паркинг местата кои што се вцртани и дополнително пробивање на улица 11 ноември, кај што ги дислоциравме времените објекти контейнери за да се бајпасира сообраќајот од улица 11 октомври кај градската џамија, директно да се излегува на улицата 11 ноември или Бединска улица, како популарно што ја нарекуваат нашите сограѓани, и дел од паркинг местата кои што веќе се вцртани да ги пренасочиме во таа улица. Сметам дека на тој начин во
на оваа точка, каде што е тесно грло на градот, дополнително ќе го лесниме движењето и сообраќајот. Нашата интенција ќе биде да ослободиме што поголем број на тротоари за пешчипци, бидејќи гледаме поради несовесно однесување, а и несоодветна градба во изминатите децении наназад, ние дојдоме во ситуација да сите ги паркираме возилата на тротоарите и пешаците немаат кај да се движат. Од владата во текот на оваа година добивте средства за новини и речици, индустријската зона. Каква е таму состојбата? Има ли интерес некој да инвестира? Да, има интерес и ова е проект за развој на економијата во градот и подршка на стопанството, но секако и обид за привлекување на странски инвестиции. Но за жал тој интерес во оваа ковид криза е спласнат, особено од субјекти кои што се најавија од странство, кои што се заинтересирани. Вложивме некаде околу 23 милиони денари, кои што ги добивме средства од владата за инвестиција за изградба на елементарна инфраструктура и вложиме дополнителни средства на општината и во делот на изведбата и во делот на обезбедување на техничка документација, проектна документација. Се надевам дека ќе успееме да привлечеме. Во моментов имаме 2 инвеститори. Таму ќе успееме да привлечеме нови инвеститори. Дадени се, почнати се постапките за парцелизација и чистење на парцелите од евентуална собственост на трети лица, бидејќи има парцели кои што и не се собственост на државата и немаме право да ги продаваме и да ги нудиме. Со тоа што откако ќе направиме целосната експроприација на тие делчиња во парцелите, ќе направиме јавна презентација на зоната и потоа ќе отвориме повик за јавно надавање за да конкуренцијата биде поголема, општината на тој начин дојде до поголеми средства од продажбата, иако цената е символична, знае на аукцијата да отиде многу повисоко и тие пари кои што ќе ги земеме во економската зона од продажба на земјиштето, веднаш ќе ги реинвестираме во самата индустријска зона за изградба на секундарна инфраструктура. Но веќе во овој момент зоната доби некој лик на една зона во која што има можност за развој и инаку во минатото неколку пати се обидовме и мојот претходник да ги стави на јавно надавање тие парцели, но никој не сака да купи само парче земја без никаква инфраструктура. Некако, кога ќе се спомене вашето име во последен период, актуелно е прашањето со Бугарија. Вие тука бевте некако најгласни и први кои рековте, кои се спротивставите на ставовите на официјална Софија, кои рековте дека тоа интервју на премиерот не треба да биде така, тоа не треба да бидат наши ставови. Не идовте на подршка на дел од граѓаните, но не и партијата. Се слушнавте со премиерот Заев? Што ви рече ако се слушнавте? Значи, видите, секој од нас во политиката има право на свој личен собствен став и јас тоа право мое, како граѓанин, кој што членува во Демократска партија, го користам. Го кажувам и на партиски форуми, но секако и во јавноста, бидејќи имам одговорност пред моите граѓани кои што ми избрале да бидам на оваа позиција кај што сум. Не би сакал да шпекулирам, некои работи би задржал и за себе, но само ќе повторам. Доколку решавате еден меѓудржавен спор, тогаш мора да бидете многу искрени во делот на сето она што го пласирате, што го барате, но и што го нудите. Така и случајот со соседна Бугарија. На самиот почеток, од како отпочнаа разговорите, ако ги следиме, пристапот беше еден и во последен момент целосно се промени, што е апсолутно неприфатливо. И ако бев еден од градоначалниците во државата кој што прв заеднички одбележав настан од Втората светска војна, кој што нас како држави не спојува затоа што на битката на Страцин имаат учество и бугарските партизански сили, но и македонските партизански сили. Зборувам за 44-та по капитулација на фашистичка Бугарија, кога Бугарија влегува во редовите на Црвената армија или конкретно на Црвената армија од Украина и атакува на фашистичките сили заедно со останатите партизански војски во договор помеѓу тогашниот маршал Тито и Ѓорѓи Димитров, Сталин и така натаму. И ние го одбележавме тоа со заедничка цел да не сближат таквите моменти. Но секако не може да се забореви историјата од претходно, дека сепак тие беа тука како окупатори и тоа е факт подкрепен врз база на докази признаени на светско ниво
и ние немаме никакво право да менуваме нешто во тој дел. Јас останувам и ќе останам до крај на мојот став, бидејќи сум убеден за тоа што во домот, во куќата имам живи сведоци кои што го прераскажуваат тоа, впрочем тоа сме го учеле. Не е точен фактот дека Македонија или македонците постојат од 44-та, да, точно е дека тогаш добивме прв пат право да формираме држава, но факт е дека македонците биле овде и ќе останат овде на овие простори додека векува и светот светува. Или пак да дискутираме за Гоце Делчев, каде што наместо Гоце Делчев да биде факторот на сближување, стана јаболко на раздорот, што е општо неприфатливо. Да тргнеме од тоа. Кажете ми еден мој колега во соседна Бугарија, кој што во својот кабинет има слика од Гоце Делчев. Тие имат многу позначајни личности, големи херои во нивната историја кои што ги чествуваат и празнуваат. Значи, сите овие историски личности се основоположниците на идеологијата и идејата за македонска самостојна држава. Аутономна или самостојна држава, и тоа е генезата на која што се темелат и се подкрепуваат сите идеи за создавање на една држава која што ние денеска ја имаме, а нивните идеи се резултат на размислувањата на нашите вековни преродбреници кои што сакале да направат јасна дистанца помеѓу тоа кои сме, какви сме и што сме, дека сме засебен народ кој што има амбиции да создаде своја држава како што тоа е дефинирано во Вестфалскиот договор многу одамна. Ни предстои година во која што ќе се одржат локалните избори. Малку сме далеко, нели, има уште 9 месеци колку не остануваат до локалните избори, но сепак некако правевте желба за нов мандат, но во партиските кругови се шират информации и шпекулации дека ќе има и други заинтересирани за кандидатурата. Каква е атмосферата во партијата? Дали се слушнавте веќе со некој и вашиот став по однос на Многу е коректно според мене во политиката да бидете отворен, транспарентен и на време да ги кажувате не само желбите и сето она што го реализирате, туку и амбициите. И јас тоа го реков транспарентно на одчетот дека би сакал да трчам и да побарам подршка од граѓаните и од партијата за добивање на втор мандат, бидејќи во рамки на програмата која што веќе ја реализираме, има проекти кои што се ставени на 2, 4, 6 или 8 години реализација. Сакам во целост да бидам чист кон своите сограѓани и да ја реализирам програмата во целост и многу повеќе од тоа. Затоа го најавив тоа. Нема да коментирам шпекулации. Апсолутно секој има право во демократска партија да биде кандидат. На крај, кандидат на партијата е тој кој што ќе добие најголемата подршка во база на партиските тела и органи на партијата, но сепак на крајот граѓаните се тие кои што го даваат мандатот за да се води оваа многу одговорна позиција на градоначалник на градот, која што дава можеби своји привилегии, но првенствено е одговорност и одговорно вршење на своите работи и задачи. Времето е пред нас, ќе видиме. Во постапките ќе се работи анализи, сондажи на јавно мнение и на крајот партијата ќе се произнесе. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија затоа што тоа е една демократска партија и убеден сум дека во мојата партија се уште почива на база на идеологијата која што е наметната во истата партија уште при нејзиното основање на партијата, но доколку е поразлично, ние имаме право на дебата и дискусија во рамки на партијата, па и вон партијата и секако моќта на убедувањето ќе биде на прво место. Размислували ли можеби што ако анкетите велат дека ги имате довербата на граѓаните, но партијата не ве кандидира, би оделили во тој случај како независен кандидат? Па јас не би сакал во овој момент да шпекулирам апсолутно ништо. Јас сум со убедување социјалдемократ и јас дефинитивно ќе излезам и ќе побарам поддршката како социјалдемократ по идеологија и убедување. Еве, господин Димитриевски, пред да го завршиме ова интервју, што ќе им посакате на граѓаните на општина Куманово во новата година? Нели, сигурно да заврши оваа пандемија, што друго? Па најпрво им сакам да ги поздравам сите. Да им се заблагодарам за трпението,
за сето онаа што во изминатиот период го прават и се воздржуваат, бидејќи сите се наоѓаме под еден голем притисок. Оваа корона криза делува на сите нас и секако не дистанцираше едни од други. Сите, почнувајќи и тргнувајќи од мене, до обичниот граѓанин и сите во регионот и во целиот свет копнееме по нешто ново, а тоа е новото што го имавме во минатото, комуникацијата, дружбата и одбележување на заедничките моменти. Сакам да ги уверам дека ние заедно можеме да ја победиме короната. И тоа ќе го сториме. Во 2021 година, поштувани граѓани, ви посакувам многу здравје, среќа и успех на сите полиња и првенствено со една порака. Чувајте се за да можеме заедно да победиме, почитувајте се и вреднувајте за да можеме заедно да напредуваме. Се надевам дека 2021 година ќе биде многу поуспешна од 2020 година и секако со многу повеќе среќа, радост во секој дом, а нашата обврска како ваши избраници на граѓаните е да работиме во служба ваша и во функција да го олесниме и подобриме квалитетот на вашиот живот. Благодарам за разговорот и за одвоеното време и се надевам дека следното интервју ќе ни биде во малку поразлични услови и со повеќе теми. Ви благодарам и на вас, ми беше чест да дадам интервју за Кумановски муабети. Поздрав до сите ваши читатели уште еднаш.